Добро вечер. Третата среќа за вонредните парламентарни избори во Македонија денеска верифицирана или визирана и од еврокомесарот Јоханес Хан. Вечерва во топ тема. Еврокомесарот Хан во завршна мисија за условите за избори. Минимумот за старт на изборната трка постигнат. Заканата од непризнавање на резултатите останува. Реформите заборавени. Дали се само изборите и излез од ќорсокакот или влез во нова неизвестност? Тоа се само работните тези за вечерашнава панел дискусија во која мои гости се Малинка Ристевска Јорданова, директор на Европскиот институтот за европски политики ЕПИ. Добро вечер и добре дојдовте. И Александар Кржаловски, извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Но за почеток, како вовед во вечерашната дискусија, која беше клучната порака на еврокомесарот Хан? For us, the elections are very important, but I have to say the elections are not everything. The elections are a very important milestone for the way back of the country to the European, Euro-Atlantic path, but equally important is to work on the reform, the urgent reform priorities, to implement the Priebe report, to implement all the elements agreed in the prisoner agreement. So these are elements which are equally important, and this was also the reason why I have used this mission to talk to all the key players in the country, of course, about the elections, but also to make clear that the elections are an important step. It's important that the elections are prepared and conducted in a way that nobody can afterwards criticize the preparation and conduction of the elections. Тоа беше оценката на еврокомесарот Јоханес Хан по денешните негови средби со сите клучни политички чинители, со премиерот Димитриев, со специјалната јавна обвинителка и со дел од невладиниот сектор. Кржаловски, имавте можност да бидете на состанокот на невладините со еврокомесарот Хан. Прво, што беше неговата порака, а што вашата? Беше кратка утренска средба пред 9 часот и повеќе беа пораки од граѓанскиот сектор, иако тој на почетокот искажа задоволство од досега постигнатото, иако и му беше свесен дека не сите на масата или присутни ќе се задоволни од она што досега е постигнато, дека е важен чекор да се стигне до изборите, за кои се исполнети минималните услови кои сите ги очекува и побарува. Тоа треба да се одржи до крајот, нели, до самото спроведување на изборите, да нема понатамошни можности за оспорување на резултатите, и тука има елементи кои се уште треба да се води сметка, вклучително и тие преостанатите 30.000 на листата кои не се проверени или не се појавија како еден елемент. Меѓутоа, повеќе беа пораки од граѓанските организации до комесарот Хан, односно до Европската комисија, кои гледам се рефлектирани во изјавата, особено за дека не е тоа се, односно ургентните реформски приоритети, односно извештајот на Прибе треба да биде основа за која и да е влада која ќе да е понатаму. Дојде ли воопшто до таа дискусија, зашто од сиот тој сет на прашања кои што Хан го споменува и денеска, а беше, ако се вратиме година или две назад, беше поставен како предуслов кој треба да води до изборите како круна на се. Имаш ли некакво објаснување зашто и ЕУ на крајот се согласи сето тоа да се трне на страна и да се задоволи со она што сега сите го говорат, а тоа се минимум услови за кредибилни избори?
Па, ќе повторам дека немаше многу фидбек од европска страна кон нас. Повеќе беше констатации што до сега е направено и што треба да се направи. Фокус беше, едно беше со Приба извештајот, второ беше за улогата на граѓанскиот сектор и она што би се рекло meaningful или реални консултации со граѓанскиот сектор наспроти искуствата што се случија во последната година, посебно на два случаја на креирањето на Советот за соработка со граѓанските организации и работните групи во однос на отвореното владино партнерство, каде што една личност е член во сите 9 групи, за разлика од репрезентативноста на останатите граѓански организации. Тоа се истакна како важно. Меѓутоа, во однос на самите немаше многу дискусија дали навистина се постигнати и се констатира дека сме стигнале доволно далеку за одржување на изборите и дека тоа треба да се осигура да биде така до самите избори. Ристевска Јордановска, ова беше завршна мисија на некаква на исполнетоста на условите. Оно што Хан го нагласи на почетокот на својата изјава е дека всушност неговата мисија е повеќе потврда за посветеноста на Европската унија кон Македонија. Многу дел инсайдерски информации од тоа што се разговарало упатуваат на тоа дека денеска немало некоја суштински проблематични прашања за кои што се разговарало. Веројатно добро била припремена посетата, бидејќи претходно постојано се случуваше нешто да тргне наопаку кога ќе дојде еврокомесарот Хан. Потука прашањето беше ли ова завршна оценска мисија на македонските лидери или едноставно Хан дојде да си ја потврди сопствената улога во целиот овој процес, кој еве како така се приведува кон некаква завршница со очекуваните избори? Ова позата е и пред годинешниот извештај на Европската комисија. Значи на 9 ноември комисијата треба да излезе со годишен редовен извештај. Тоа е периодот кога комесарот Хан практично дава отчет за неговата работа пред европските институции, пред Советот и тој треба да покаже што докаде стигнал со досието Македонија. Од таму треба и од тој аспект да ја гледаме, значи од аспект на неговата улога, остварувањето на неговата улога како комесар за проширување, ова посета. Второ, се сложувам дека беше малку драматично, многу помалку драматично отколку другите, пред се заради тоа што тој не дојде сега како посредник во преговори. Обично доаѓаше тука кога имаше проблеми во преговорите, во клучни ситуации. Сега, иако пак ние не можеме да кажеме дека се е реализирано, сега се концентрира на главните точки од Пржино 2 договорот. И тоа е една доследна линија ако гледаме воопшто кај меѓународната заедница. Значи, тие одат од словото на напишаниот договор и понатаму следат што од тоа се имплементира. Колку тоа се вистински реформи за земјава е сосема друго прашање. Зашто повторно значи впечатлива е таа изјава? Изборите се важни, но не се подеднакво важни се и итните реформски приоритети, Прибе и договореното од Пржино. Зошто од една страна сосема ги заборавија, а беа предуслов на еден трасиран пат, а сега повторно ги враќаат? Ако гледаме од првото Пржино, всушност една година од самото објавување на Приба, итните реформски приоритети се ставени на втор план. Заради тоа што секогаш на преден план се става клучните точки од договорот, односно се поставува нови обструкции на договорот. Сетете се, вратете се назад сега на примерот на аболицијата, например, да не изборуваме и за други работи. Значи се става и други работи на агендата и тоа беше и дел од стратегијата пред се на владеачките партии за да се избегне одговорност за се знае за скандалот со следењето на комуникацијата. Оттаму меѓународната заедница беше на известен начин принудена да приоритизира
и приоритизираше она што се клучни точки од договорот. Значи, одеше кон тоа да форсира политички договор меѓу партиите и полека и нив им се намалува амбициите. Ако лани беа малку поамбициозни, мислам дека по јануари, кога видеа од оние 3 избори за услови, дека и тоа тешко се спроведува, потоа и тие услови ги стеснија за минимум да се остварат услови за изборите. Сега што е тоа минимум за регуларни избори е пак големо прашање. Кржаловски, од оно што можевме да го слушнеме во јавноста и меѓу вас невладиниот сектор, што се посочуваат како многу преостанати отворени прашања, комесарот Хан како предуслов спомна барање да се реши проблемот со 6-та изборна единица, и тоа веројатно ќе се случи во понеделник пред распуштањето на собранието. Меѓутоа, изостана очекуваниот притисок или некакво укажување за носење на законите за СЈО. Иако од друга страна, слушајќи ги сите пораки во изминативе денови од другите амбасадори, тие и понатаму инсистираат дека мора да му се даде целосната поддршка на СЈО. Па би сам доврзал тоа Малинка што го кажа и од менеджмент перспектива на раководење. Почна приби извештајот со тие 5 приоритети и во прво време така и беше. Кога дојде Ван Хауте, имаше посебни работни групи со сите тие точки. Имаше по 2-3 недели дискусии со партиите, се поставија работите како треба да се одвиваат, ама една по една, како што беше и кажано, отпаѓа, бидејќи констатира со денот на приближувањето на изборите до каде сме, ако не може ова, дај бар ова да го завршиме, и тоа се случува цело време, вклучително и сега. По мене тоа од една страна е логично, ако не може да се голтне целиот залак, да раздели го на повеќе и еден по еден, па кога ќе стигнеме. Од друга страна тоа не оддалечува од Европската унија, па очекувам пак да биде или условена препорака или пак веројатно ќе зависно од изборите ќе биде клучно како ќе биде препораката понатаму, ама во принцип ние почнавме да стоиме и да стагнираме во тој процес. Цела оваа криза од почетокот на аферата, па и веројатно малку и пред тоа, скоро 2 години не напредуваме или назадуваме, и тоа сите го констатираат и владачките партии и другите. Она што од истата логика, веројатно и Хан, за да не долева масло на оганот, да барем ова што сме стигнале да успееме да го договориме и спроведеме, да има избори на 11 декември во кои сите ќе се задоволни со она што е постигнато и со избирачки список и со адхок телото за медиуми и слично, да се одржат изборите, па после ќе мислиме да се друго. Лично мислам дека тоа ќе придонесе за полоша оценка на крајот и ЕПИК ќе го докаже веројатно тоа со нивните извештаи кои ги прави редовно на прогрес извештаите анализата. Ама едноставно тоа е. Од Европа, за да и самите не се оптеретуваат повеќе со нашиот проблем, бидејќи е наш проблем, и тоа е прва реченица, не можеме ние да ви го решиме, вие сами треба си да решите проблемот, тие се тука да помогнат, да фацилитираат, кога ќе заглави да притиснат или направат, ама сега, ако одат работите добро, мислам добро, дека е на патеката на одржување на изборите, тоа е за нив доволно и непотребно понатамошно притискање или вмешување. За прашањето за СЈО, веројатно, бидејќи мандатот е некаде до март, крајот на март, и после изборите ќе има време да се, ако зависно што ќе биде новата влада, ќе има време да се продолжи, ако се оцени тогаш за неопходно, ама бидејќи не го пишува во договорот, подобро сега да не се притиска на тоа. Малинка, зашто се избегна ова, иако се очекуваше? Ако ги споредиме, например, изјавите од вчера од една трибина наш богар и на германската амбасадорка дека тоа мора да се заврши пред изборите, Хан беше воздржан воопшто сосема во тој поглед. Практично прашањето било споменато само на средбата со СДСМ. Намерно за да се избегне подпалување на нов оган и да се случи само распуштање во понеделник? Мислам дека беше многу воздржан во однос на специјалното јавно обвинителство.
дури не го спомна ни она што е во договорот, а камоли да оди понатаму од договорот, бидејќи во договорот не се спомнати законите, и спомна дека потребно да се поддржи специјалното јавното обвинителство, меѓутоа истовремено спомна професионално, значи спомна се што сакаат да слушнат сите партии. И тука беше, мислам, политички коректен кон владеачката партија ВМРО-ДПМН. Значи, овде гледам и известна доза на политичка коректност од негова страна. Така што мислам дека пораката е дајте да завршиме со изборите, дајте сите да ги признаат резултатите од изборите, а потоа ќе имате простор да го решите, да ги решите сите преостанати прашања за специјалното јавно обвинителство. Што исто пак може да биде доведено под знак прашање, бидејќи ако нема предходно јасна политичка одговорност, па и јасна кривична одговорност, прашање колку изборите може да бидат слободни. Би сакал да ја слушаме таа изјава на Хан околу специјалното јавно обвинителство, па да ја продолжиме дискусијата со уште неколку дилеми поврзани со ова прашање. There are different ideas, proposals, depending on different interests. I can only tell you also as a former Minister of Justice, it's important to guarantee that every part in the judiciary, and in this country in particular, the special prosecutor can work independent, can work impartially, but on the other hand also has to apply this professionalism. I met the special prosecutor today. I'm very confident about her, but I think now it's important that she can use all her opportunities, and it's important to see the outcome, the result of her work, and not to intervene in what she is doing, and also not to misuse her. It's a particular challenge for her and her team. It's not easy, but everybody should contribute that she can do her work freely, independent, and without influence from outside. Ја побарав изјавата на Хан, бидејќи оди сосема на она на линија на тоа што го предочивте вие. Дека им одговара на сите, на критиките на владата дека е непрофесионална, на сите помалку, веројатно трудејќи се да не бранува. Меѓутоа, да не заборавиме дека тука има еден, поврзано со специјалното јавно обвинителство, ризик од рушење на повторно на целиот договор, доколку во меѓувреме нешто преземе Уставниот суд. Што е со таа потенцијална закана, или има некаков премолчан договор позадина да тоа навистина не се случи? Тоа не беше спомнато, но сигурно било предмет на разговорите, бидејќи мислам дека тоа е веќе опасно поле. Ако тука се направи нешто што ќе биде извитоперување на договорот, избегнување на договорот од пржино, тогаш ќе следи поостра реакција од меѓународната заедница и очекувам и од комесарот Хан и од американците можеби уште повеќе. Затоа сега очигледно пораката е внимавајте, не го поставувајте под прашање специјалниот јавен обвинител, а пораката до јавниот обвинител е вршете си ја вашата работа со тие инструменти што ги имате досега, па понатаму ќе видиме. Значи, тоа е во моментот. Што тој го порачува, Хан. Немајте максималистички барања, ама работете си ја својата работа, а вие не чепкајте во статусот на јавното обвинителство. Дефинитивно, ако чепнат во статусот на јавното обвинителство, односно тука ако има поништување на оконување, тоа ќе биде поголема ујдурма отколку аболицијата. Тоа ќе биде веќе второ фрлање песок во очи на меѓународната заедница и тешко дека тука ќе бидат толерантни.
Грижаловски, сватена ли е оваа тројна порака? Практично упатена е до опозицијата, не барајте премногу, оставете ги да работат, до власта не ги обструирајте, до Јанева бидете професионални како одговор на забелешките, значи еден веш дипломатски баланс, сите да бидат задоволни. Меѓутоа, која е вашата проценка? Сватена ли е таа порака дека не треба да се чепка и дека меѓународната заедница во овој момент намерно не го разгорува тој оган, очекувајќи да овој пат трасираната патека кон избори да не биде попречена? Како што викаш еден виц, ќе видиме. Не знаеме како ќе се реагира и дури невообичаено мирно помина денов и посетава и сите изјави во таа насока во која зборувате смирувачки, иако имаше прашања, да не речам турбулентни, ама нели ден-два пред ова има дискусии дали ќе се распушта собранието, дали ќе се донесе буџетот, дали законите се отфрли, ама дали ќе има нова иницијатива да се стават пак на дневен ред. И сето тоа, и тоа брзо ќе го видиме во текот на идната недела. Треба да се спроведе се што треба додека се распушти парламентот, и мислам дека веројатно беше мирно, бидејќи сите сакаат тоа да се случи, односно да има механизми да се донесе буџетот, па и без СДСМ, да Тоа дури ќе олесни работата. Нема да има дебата и да се распушти на време за да се запазат сите рокови законски и да остане 11 декември како датум како што е договорено, така да верувам дека нема да има нови битни изненадувања, иако нели во наша ситуација никош не може да се тврди дека така ќе остане, меѓутоа мојата проценка дека ќе оди по тој текст, значи веројатно ќе се донесе буџетот и ќе се распушти парламентот, ќе се почнат роковите. И она што кажав за останува да висат те 30 и кусури илјади гласачи кои не се проверени, односно се уште спорни, бидејќи не се појавиле тие 10.000 се појави, се провери, испадна дека не се спорни, ама тие 30, ако се појават на денот на изборите, бидејќи од многу прости причини може да не слушнале едноставно, си гласале стално, ќе си дојдат на изборното место и ќе се појават со валидна документација, нема да можат да гласат на денот ако не се регистрираат порано, и веројатно тука треба да се поработи и ние како граѓански сектор, меѓутоа и посебно Државната изборна комисија да го расчисти тоа колку што може повеќе, иако тврдат дека им пратиле покани по 2 пати да се пријават. Сепак треба да се направи што повеќе да се расчистат тие ситуации, за да нема изненадување на денот на изборите. И веројатно што некои мали, не знам, со адхок телото како ќе се одвива ситуацијата, но тоа во некои други епизоди. Да. Малинка, многу пати во ова студио сме го дебатирале и прибе и итните реформски приоритети. Гледам оптимистички ги носите се уште. Ги носите се уште со себе. Меѓутоа, кога сите вие ќе подвлечете црта, и работевте и на многу проекти, на анализи што е направено, што не е направено. Кога сите ќе подвлечете црта, излегува дека сме дојдени до тој некаков минимум. Од друга страна, сега имаме еден агресивен настап пред се од опозицијата, која упорно инсистира на избори на 11, обвинувајќи дури и власта дека е таа што се обидува да направи некаква обструкција за да ги попречи. Од каде најднаш сиот овој оптимизам и желба по две одлагања да се излезе на изборната линија, во изборниот рек? Не би навлегувала тука во нека подлабока анализа, бидејќи на крајот на криштата не е тоа моја потесна специјалност, но претпоставувам дека веќе немаше простор СДСМ, агресивната кампања од друга страна на ВМРО ДПМН е дека тие цело време бегаат од избори, не им остави многу простор да и понатаму да бараат одложување на изборите, особено кога сега повторно ги имаат некои клучни министерства пред изборите, така што очигледно имаат сега друг решија да сменат пристап. Дефинитивно не би се
задржувала на по бидејќи ако се анализа, анализира се на овој случај дури е применлива и она колку и да звучи апсурдно оценката на дефиницијата на председателот Иванов што е разумен компромис. Разумен компромис е разумен компромис. И сега веројатно има некаков разумен компромис. Иванов денес, бидејќи со него немаше средба. Разумен компромис е очигледно некаков постигнат околу оваа идеја. Меѓутоа, не се отстранети и сите пречки и сите закани. На тоа предупреди лидерот на единствено лидерот на ДПА Мендух Тачи. Да слушнеме неговата изјава. Нашиот став е дека дел од условите се исполнети, но до денот и моментот кога ќе се објави, браво, дефинитивниот резултат, не службениот, дефинитивниот резултат, ако има еден аргумент или факт дека партиите од власта, ВМРО и ДУИ, повториле постапки што направиле во прошлите избори, за нас тие избори не бидат важечки и во тој минут, во тој момент ќе ги бойкотирам. Рекоте дека делумно се исполнети условите. Што според вас треба да се заврши за да бидат целосно исполнети? Видите, имаме многу, сега немаме време државата да се одвои од партиите. Партиите што се на власт стварно имат многу власти, локална и централна власт. Имаме време да видиме дали тие ќе имат коректен пристап и многу други работи. Поготово денот на гласањето е многу важен. Мислам дека манипулативно ќе ги балансират изборните единици. Тројката ќе останува минус 4,8 или 9, шестката ќе се смани на плюс 4,9, тоа е фактички 9,5. Но поголемиот проблем е тука помеѓу нас и ДУИ, затоа што ДУИ по никоја цена не дава зајази и осломе да одат у петка или четврка, затоа што минус 10.000 гласови што се крадат и се земат со сила тамо, одма обезбедуваат 2 пратенички мандата плюс за ДУИ. Тоа значи дека очекувате дека пред распуштање ќе се средат изборните единици? Апсолутно, ние не можеме да држиме избори, тоа е противзаконско. Секоја иницијатива, ние први ќе бидеме иницијатива која ќе дава на Уставен суд да се оспорат избори. Мислам дека ги имаат бројките и тоа ќе го направат. И сега после ова доаѓаме до тоа прашање, да, услови има, ама ризиците не се отстранети. Кржаловски, од ДПА сме навикнати да слушаме различни изјави во различни околности, меѓутоа поклопувањето меѓу изјавата од деловите од изјавата на Тачи и она што како единствен предуслов го спомена господинот Хан е таа шеста изборна единица. Добро, тоа е фактички неспорен и законски предуслов што мора да се исправи, бидејќи така стои во изборниот законник и мора да се регулира или со измена на законот или со промена на границите на изборните единици. И тоа да не речем математичка операција за бори во сите овие чекори што треба да следат од буџетот и до распуштањето на парламентот и тоа треба да се случи. Она што мене ме, да не речем, нервира, ама ова се констатира пред 2-3 месеца, уште 31 кога се беше јасно и немаше причина да се донесе среди, да се направи. И повеќето партии изјавија дека е технички проблем и нејасно зашто се остава пак да биде и тоа спорно прашање и пак да се расправаме. Затоа кога се крева и на политичко ниво, бидејќи таа разлика од 10.000 гласа со ваквиот Донтов систем значи многу повеќе мандати. Па поентата е да се изедначи и за да на сите изборни единици сличен број гласови носи сличен број пратеници. И на крај тоа ќе се случи. Сега прашање што викаат дали каде ќе му донесе предност тие осломи и кичева. Ама веројатно во петката ДУИ проценува дека ќе им донесе еден пратеник, вамо 2 и тоа е целата дилема. Пак секако е политички, ама до сега можеше да се реши. Дали е отстранет тој ризик, бидејќи целта е на 11 вечерта сите да ги признаат резултатите. Дали се отстранети сите ризици со оглед на фактот што денеска и од страна на дополнителниот заменик министер за информатичко општество од СДСМ и од некои партии кои
сега претендираат да истрчат во изборната трка, имаше предупредување дека повторно почнува тоа правење списоци, заплашување на гласачи и така натаму. Тоа го има очигледно и еден од предметите на специјалната јавна обвинителка се однесува на тоа. Треба да се обезбедат докази, да се оди во постапка. Ние никогаш нема да имаме гаранција 3 месеци однапред дека овие избори ќе бидат регуларни. Тоа треба да биде процес кој што ќе води кон регуларност, кон признавање. А што ќе се случи на самиот ден и дали сето тоа ќе се превенира е прашање. Во однос на овој самиот проблем на надминување на бројот од одделна изборна единица е познато од поодамна, меѓутоа очигледно партиите не постигнале договор. Тоа е едно од прашањата кое што тајно се преговара за да не се дигне премногу прашина со опозицијските партии, со пред граѓаните и така натаму, и типична изборна геометрија која што е политичко прашање, не само техничко прашање, бидејќи некој треба да освои повеќе мандати. Другото прашање кое што е прашање на регуларност што го покрена Тачи, прашањето што го покрена Кирацовски за притисоци е пак прашање на фер регуларни избори, кои што колку и да каже денес господинот Хан дека сите услови ги има, вели денеска тој смета дека ги има, ама треба да се обезбеди процесот да биде регуларен до самиот крај, до прогласувањето на резултатите. Значи однапред гаранција таква нема. Хан го кажа она што сака да го пише во извештајот, дека досега смета дека се исполнети условите, односно дека има напредок во создавањето услови за фер демократски избори и дека има напредок во медиумското известување. Тој тие две работи денеска ги констатираше и тие ќе најдат место во извештајот и веројатно за да поди до еден статус кво да може да го повтори, да ја повтори констатацијата од минатата година, дека комисијата е подготвена повторно да даде препорака. Тоа беше тоа ланската година, не беше ни дадена препорака. Значи ова е прогноза дека на 9 ноември повторно ќе дебатираме има или и нема препорака, бидејќи од лани до сега не се усогласивме дали има или нема. Па не, по нас дефинитивно немаше, бидејќи формулацијата е таква, но дури ни тоа не предизвикува многу интерес сега во Република Македонија. Станува дури не многу значајно, бидејќи имаме една друга политичка реалност, на политичка обстанок на одредена на повеќе гарнитури, не само на една гарнитура, политички обстанок на овие гарнитури. Од друга страна, имаме сепак еден граѓански сектор кој што почна да нуди различни опции. Значи, ние веќе имаме понуда на што треба да се случи како реформа. Имавме иницијативата за итни демократски реформи на повеќе организации, има дебати, предлози кои што се одвиваат во таа насока, постепено активност на повеќе мрежи, мрежата за борба против корупција, мрежата 23, мрежа против дискриминација. Значи имаме се повеќе и повеќе артикулиран притисок на граѓанскиот сектор. Реакцијата која што беше за Ама до сега тоа не се слушаше и сега од каде очекувањето дека нешто ќе се смени после изборите. Бидејќи тоа што Хан го рече денеска повеќе нема да веруваме на ветување, туку на прецизна рамка со рокови, обврски и така натаму. Тоа не го слушаме прв. Не може нам да ни ги понуди реформите, нити пак може да ни ги смисли реформите. Реформи успешни има во онаа мера во која што самите субјекти на реформите ја смислиле и ја осмислила. Значи, се што е наметнато од надвор, тешко може да биде прифатено. Во мера во која што ние сами креираме нешто, самите македонски субјекти, и тука се работи пред се за институциите, во толкава мера можат реформите или тој избор е веќе здодевен, промените кон подобро да бидат реални. Значи, само тогаш кога сме имали самите собственост, тоа не е парола. Самите кога сме биле убедени во промените што се неопходни, имало успех. Се што е наметнато, што не е прифатено, што се третира како нешто што друг го кажува, е веќе проблематично. Итните реформски приоритети
се документ на Европската комисија. Меѓутоа се произлезени од извештајот на Приба. Извештајот на Приба е произлезен од дискусијата и со македонските институции, меѓутоа и со невладиниот сектор. Беа прифатени, но како што тргна времето, веќе ќе станат и тие застарени, бидејќи тие минатата година беа во мај некаде, 2015, сега сме 2016, октомври, а уште, што викате ги носам, уште поголемиот дел се црвени од што значи дека немаат табер од исполнување. Значи, добро, ама вчера Бришковска и Томовска биле во Брисел и таму реферирале дека све е добро, се е добро, освен некои ситници околу правосудството во што не спречила кризата. Ке прочитаме во извештајот. Одиме со уште една кратка пауза и се враќаме со заклучните согледувања за вечер. Во завршница сме на првиот дел од дебатен дел од топ тема со една од тезите која што ја поставив и на почеток. Дали овие избори ќе бидат конечно излез од ќорсокакот и она пресвртница што се очекува од сите, или можни се и изненадувања попат? Ќе бидат излез на политичкиот дел од кризата, бидејќи цело време збориме за политички и правна разрешница, една што одговара условно повеќе политичката на владачките партии, а правната со преку СЕО на опозицијата. За СЕО ќе треба повеќе време и не само за подигнување на обвинувања, туку и процесирање, бидејќи тоа ќе потрае и години потоа. А за политичката ќе биде разрешница, се прашање каква ќе биде, ако остане истата или слична констелација, а последните, мислам дека е време рейтинг агенциите да почнат да објавуваат, некои прават, меѓутоа не ги објавуваат, и е време да видиме како стојат, освен Павел Шотев, а тие не беа најпрецизни во претходните избори. Време да посериозните рейтинг агенции објават каква е состојбата на теренот, барем да видиме што се очекувањата. Добро, може вечер официјално да навестиме дека имате обврска, дека имаме обврска заедно да направиме една во рамки на еден нов проект, па ќе се обидеме? Пак мислам дека е време, дека треба да се демистифицира и тоа, со сето, нели, се од ризик на грешки, или иако ќе направиме се да тоа биде минимално, ама да се даде некаква информација во јавноста како стојат и да го развиваме и тој дел и на пазарот и на медиумскиот простор, да почне да се верува, не амблок да се отфрлаат анкети, туку да се види кои агенции прават кредибилни анкети и да за следните избори имаме колку толку подобра проценка, и се зависно каков ќе биде исходот, значи ако владачките партии освојат слично, веројатно ќе се продолжи во иста насока. Ако биде барабар или слично, или прилично изедначен број на гласови, пратеници и слично, можеби ќе се оди на голема коалиција, се слушаат и такви разговори, што можеби па ќе реши некои други прашања од спорот со името па натаму, до варијантата на победа на опозицијата, кога веројатно доста од работите што се случува овие 10 години ќе се полека одат во сосема друга насока, но да видиме како ќе излезе. Малинка, како вие би го скицирале тој сооднос меѓу излезот од кризата и пресвртницата? Крижалски сите опции ги кажа, нема многу работа, јас само можам да се понадевам дека ќе биде здодевно, како што беше здодевна денеска, да речеме денот со Хан, односно без поголеми изненадувања, за да нема ескалација едноставно на работите да одат во друга насока. Јас би рекла дека изборите можеби ќе донесат некој исход, дури и во ситуација да победат сегашните владеачки партии, бидејќи ќе мора да има некакво прочистување по скандалот. Тој нема да може да се закрпи и затвори во Македонија, дури и во најлошата варијанта да има голема победа на сегашните владеачки партии, да ја снема
да го нема специјалното јавно обвинителство, бидејќи тоа само би водело кон нова ескалација. Од друга страна, изборите без разлика на исходот нема да ги решат дефинитивно сите проблеми, бидејќи ова 2 години сме веќе во една, да кажем, вештачка ситуација на политичко одлучување, каде што сме сите концентрирани на договорите и преговорите на политичките елити. Крајно време е да се влезе во еден поширок процес на општествена консултација и реформа, барем малку по-нормален од ова што веќе 2 години нам не се случува и што навистина е надвор од еден колку толку стандарден процес на политичко одлучување и општествено вклучување. Ви благодарам и на двајцата што бевте вечерва мои гости. Во продолжение дебата од Брисел на Боријан Јовановски за улогата на Европската Унија во демократизацијата се извинувам на Балканот, со пратениците Иво Вајгел и Георги Пирински. Со нови содржини од топ тема се гледаме од понеделник во овој формат, а сега веќе денеска и официјално можеме да најавиме наскоро топ тема и во нов формат. Се надеваме дека првиот новитет ќе биде токму тоа што вечерва го најавивме со Кржаловски во партнерство со Македонскиот центар за меѓународна соработка. Прво големо истражување за очекувањата на граѓаните од изборите и проблемите што ги тиштат и за кои очекуваат брзи решенија. My name is Ivana Dragičević. And I am Boријан Јовановски. The European Union finds itself in the midst of multiplying crises. Increasing lack of unity caused by inability to overcome divisions and reach consensus is becoming much more evident in the Union's dealings. And the support of EU integration, in spite of this, in the Western Balkans countries still remains high, and its people still perceive the European Union as a major source for reforms leading to a better life. However, the state of play in the EU hinders tension in the region and insecurity that eventual accession could be stalled indefinitely. Can Western Balkans EU members' neighbors be advocates for pushing the enlargement issue, insisting on the process of democratization, or will be the old bilateral issue stand in a way? To discuss this with us today, we have Mr. Zoran Nechev from the Institute for Democracy, Societas Civilis from Skopje. He's a researcher there. Welcome to our program. And we have our two distinguished MPs, Mr. Georgi Pirinsky from Bulgaria and Mr. Ivo Vajgl from Slovenia. Welcome to the program Balkans in Europe. Welcome. So, Mr. Nechev, you wrote a paper named Reinstating EU Transformative Power in the Western Balkans, few of its elements we heard in the introduction. So, is it possible to push enlargement process higher on EU agenda in times of several crises we're witnessing? I have named my paper Reinstating because I think that the point of departure of the paper is that the accession process has become very bureaucratized and very technical. Somehow in the process the EU has forgotten to Europeanize the countries. Its overall objective, the general aim of the EU enlargement process is to Europeanize the countries. I locate my argument in times when there are multiple crises in Europe. We have the migrant crisis, the financial crisis, now Brexit. But as we can see, in spite of all of these crises, still the citizens of Western Balkans perceive the EU as a motor of reforms in our countries. So how to reinstate? I think that in order to bolster the enlargement policy, I think that the whole approach should be changed. The elements are there, the new approach is there, the new methodology introduced by Commission is there. So the elements are there, but the whole framework should be changed. So these elements are let's ask the member of the European Parliament, is there any enlargement on the agenda of the European Union, having in mind all difficult circumstances in which the European Union is facing? And do you think now? that this new approach, it means that the new countries are starting with chapters 23 and 24 is
better way than it was before, for example, in the cases of Croatia or Bulgaria and Romania earlier? Mr. Vagel, Mr. Pirinski. We just had a debate on the common European security and foreign policy in the AFET Committee for Foreign Affairs. And I announced an amendment which would include the enlargement policy as one of the priorities of European Union. Now, it was missing in this paper, but then we had a short debate, and where it was obvious that the majority, or almost everybody in the committee, is supporting it. So I would say the importance of enlargement process has not lost its attractivity. It is still a priority of European Union, but somehow the edges of the issue are a little bit shaky, because if we are only speaking about the enlargement with the countries of Western Balkans, then practically there is no objection. Everybody considers this a core part of European Union, and we should, in this respect, always keep in mind that the enlargement and European Union is still a project of peace, how to secure the peace everywhere in our continent. But the issue of enlargement has got another dimension, and this is more problematic, namely what to do with the countries who are having some relations with the European Union but are not on European continent. What about, I mean, everybody say that the future of Western Balkans in European Union, but nobody can say that it will happen in a foreseeable future. Am I right, or? Well, you know, I have a bit of a different approach to the question of putting enlargement back on the agenda higher up. I feel that there is a window of opportunity now in this respect if enlargement is integrated into the effort of solving the crisis of the European Union itself. Now, just last week in Strasbourg, we adopted a very important resolution on reindustrialization, having to do with the experiences of Caterpillar and Alstom, two large factories that are supposed to be closed down. Now, if the Commission and the European Union really wants to give people in the Western Balkan countries the sense that they are being included in the plans of the Union for tomorrow, there should be this inclusion of the countries themselves in what is being demanded of the Commission, a new industrial strategy. The question is, do they really want? They who? The Commission? European Commission, as you mentioned. You'll have to ask the Commission. We have to press them, because this is a question of solving the crisis in the European Union itself. Because as you see, you said that people in the Western Balkans view the European Union as a source of democratization. I think they see it as a place to go and work for 3 or 4 times more pay than they get at home. And the whole question is to give the people in these countries the sense that they are participating in a joint effort with the European Union in building a 21st century economy for the European Union, which is competitive, which is socially engaged, and which gives them a life that they want to live in their countries. Is it doable if we look at the countries of the Western Balkans and their inner reforms? Is the so-called 3 pillars approach of European Commission, consisting the first rule of law and democratic governments and administrative reform, is it something that's going to work? These 3 pillars, for me, are only one leg, the 3 of them together. If you don't have another leg to stand on, which is economic growth and connectivity, which the Commission mentions, but somehow it comes if and only.
I very much agree with colleague. I'm happy yes, to hear very that. much so. I think we reduced the issue on democratization, and sometimes the democratization is just a kind of basically the rule of law is the basics for the economy, for the investments. Rule of law, you cannot invest without the framework, legal framework. We're not forgetting that. But talking only about the framework without the substance doesn't make much sense. Mr. Nechav, what's your judgment about the strategy so far of the European Commission towards the enlargement? Let's take a case of Macedonia. Despite several efforts of the high-level dialogue and different form of rapprochement towards Macedonia, the situation, I mean, we know the situation is very bad right now, as it is. Yeah, first, just to mention that in the enlargement strategy of 2013, economic strengthening, economic governance is part of the enlargement criteria. So, and it's based on what is in the EU, the European semester. That's nice. Yeah. Related to Macedonia and the enlargement process, this is one of the solutions that I offer in the paper. If the process does not go further and you start opening chapters, closing chapters, then if you're stalled, then whatever you do, it will not, whatever reforms, painful, expensive reforms you do, does not in the end finish with some kind of a reward, opening a session negotiation, then the countries go inwards. Once they go inwards, they focus on themselves without having the competition with the other countries in mind. Once they go inwards, they start, digging some holes that were, closed for a long time. So this is why I offer that the Commission should start. It's a bit utopian, but I think it's very important to mention that the Commission should start accession negotiation with all the countries of the Western Balkans. The Commission will return its leverage on EU countries. It will return its credibility on one side. Still, the countries will be judged based on their merits, and still the member states will have control over the process by blocking or unblocking new chapters. Do you think that obstacle imposed by the other countries, neighbors, let's say, could be just an argument, a justification for the government for the lack of the reform processes within the framework of the rule of law? And not only that, but the confusing, let's say, statements that the political elites in the Western Balkans are receiving from the EU gives them enough maneuverable space not to do actual reform, not to do sustainable reforms. They're more superficial. This is why once you open accession negotiation, then, it restricts your maneuverable space. You cannot maneuver. You have to implement reforms. You are in the negotiation process. You cannot say, but I'm blocked by another country. I have bilateral issue with this country or that. Or whatever I do, in the end, Greece will block us not to open accession negotiations. So this is why it is important in this post-Brexit era, when the EU is discussing about the defense union, a financial union, political union, also to have a new concept, a new framework for enlargement, introducing accession negotiation with all the countries of the Western Balkans. Mr. Weigl, speaking about the question of new security foreign policy agenda, you said that you've put enlargement as an amendment, basically, and that everybody agreed that Western Balkans should be inside of this. But is there kind of a risk of trade-off between democratization, security in this framework of new events in Europe and around Europe? Well, I am returning back to the idea my colleague said. It is basically important that we still focus on the instrument of democratization and functioning governance, also institutional framework of a democratic country.
but we should enlarge our expectations and our dialogue with the candidate countries. We should be supportive in their economic planning. I think we should support some ambitious infrastructural projects. Everybody is talking about the highways and train, etc. But we have a Berlin process which but very little is happening in this regard. So I think it should be a more holistic approach to this. And I also agree with you. This is my idea. I expressed it already in this round, maybe some years ago. I think it would be very smart and strategically important if European Union would enlarge and with a package of the countries and treat them on equal terms. So I don't see any added value in these differentiations between countries. You can judge them on their own merits. Also, if you say, okay, we need this part of Europe to be integrated in European Union. But how can you judge Macedonia in these circumstances which Borjan mentioned? How can you judge Bosnia and Herzegovina when you had the issue with the Dodik and the referendum and with the continuously instability signals coming from it? So how can you judge it as a package concerning all the things happening around us and inside the EU, Mr. Pirinski? Irrespective of all these problems, there is a common crisis throughout the region, a crisis of employment, a crisis of social progress. So what I am saying is that despite all these very acute political challenges, there has to be a new approach, a new look to the area, making a map of what is there at the moment. How can it be integrated into a pan-European industrial Who can be inventor of this new map? Should it come inside, because inside of the region there's no I think, capacity for it, or the EU neighbors of the Western Balkans, as, I don't know, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Romania, Greece can be in that? This resolution, which I mentioned we passed last week, there is a direct demand to the Commission to start preparing such a strategy for European Union. And that is why I think that there is this window of opportunity. Part of this strategy should be saying, wait a minute, we have immediate neighbors where there is quite substantial human resource, people with high qualification that have been out of work for years. There is substantial industrial plant which can be thought of, and there is the prospect of a new industrial revolution. You see, just saying that, okay, there has to be economic development as well, does nothing. There has to be a real hands-on approach. And if we talk about resources, just let me say one more thing. You have the European Investment Bank. You have the Juncker Plan, which will be doubled. Now is the time to see how do we direct money precisely to those areas of the European Union and the adjacent. Balkan countries are not applicable for Juncker. But they have to expand, and they have to think of outside of the Union what they're doing. Now they're doing 10% in the usual EIB program. Something there's an EU fund for Africa, which was... Well, exactly. Yeah. Let me play the role of the people from the European Commission. Please they will go say ahead. how to put the money there when we have a problem with the governments who don't respect the basic principles of rule of law. Okay. With such a high level of corruption and organized crime. Let me pick up another idea I think Mr. Nechev has in his paper. Going to society, going to the social partners, going to those sectors of society that are interested in restarting the economy, and pressing the governments and saying, look at what the European Union is doing. No more tax fraud, no more, Panama Papers and I don't know what. You have to pay your taxes, and bring the pressure again of what is happening in Europe to these, governments that are not how to reach this point? What could be the lessons learned? Mr. Nechev has to think a bit more creatively. From the rapprochement till now to arrive at that stage. Yeah, I think that
and what I have written in the paper is, in order to preserve the rule of law and promote, let's say, democratization effort, we need to change a bit this top-down approach. Just going to the government as a main interlocutor of the Commission in the process. Explain it, please. Yeah. This is essential. We need to empower other groups. So we need broad societal mobilization in the society. Broad societal mobilization in order to promote the EU agenda, in order to preserve rule of law, in order to Europeanize this society. So you need to empower different social groups like civil society. You need media, let's say academia, youth. You need to create, I call them Europeanization hubs. Mr. Kukan, Mr. Weichel is playing on the ground. Why do you agree with this, or you will say, well, we do so? I can say also we are doing that, and we are having the dialogue with the civil society all the time. Now I'm talking about the case of Macedonia, where I was involved quite a lot of time, and this afternoon we have a conference with the representatives of the civil society from Macedonia, and so it is with Serbia and other countries. So, but it is easy to agree with you. The society has to be involved. The citizens have to be involved in all the processes and transformation of the states. Now, are we successful in our own countries? Do the civil society organization decide upon the German, French, Italian governmental politics? They don't. So we can speak about what would be good, what would be more democratic model of governance, and sure, it should be more direct democracy. But to wait for the candidate countries to transform before the general awareness is there in the developed countries, you know, it would be quite illusionistic, I would say. Could I just point out again the experience of Caterpillar, because my colleague was saying, are we doing it in our countries? What happened? The workers refused to close the factory. Our colleagues from the European Parliament got in touch with them. The government of Belgium got involved. They organized themselves to keep the enterprise going. They came to Parliament, and they were one of the factors for the resolution that was passed. So it's perfectly possible to engage directly those sectors that are directly concerned with their livelihood and support them with every means possible. Now the question is why we don't do so. Because there is this very different, very formalized approach of the acquis, the chapters, the three pillars, etc., etc. I would just add that they are empowering these groups, but they're doing it really, let's say, approximately 1% goes of IPA funds goes to civil society. Well, that's pretty clear. It should be 50-50 You see the figures. Okay. It doesn't have to go 50-50, but imagine what could happen in these societies if you boost the civil society, the academia, the media, in order the businesses to promote the European values. How obviously the governments are not doing such a good job in, pursuing their own people that the European idea is there. If political elites from the region start looking at, not to mention now, but if they look at Hungary and what is going in Hungary as a member of the European Union, this is the way how you change the picture about the European Union. So this is why you need to engage with the civil society. In most likely situation, they will even create the Europeanization effect, not waiting for the EU to promote it.
The question of EU neighbors of the Western Balkans, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Romania went through its own experiences. Greece, of course. Greece, of course. So, would Bulgaria and Greece be, again, still the obstacle for Macedonia, for example, or, I don't know, Croatia will be for Serbia, as, Slovenia and Croatia had its own bilateral issues, or we all can be proactive towards Western Balkans? Very shortly, if it's a question of the Republic of Macedonia, Bulgaria has proposed a bilateral treaty of good neighborly relations, and we have always supported the accession of the Republic of Macedonia. But in general? There are those issues which we want to be quite clear, that we observe the standards of good neighborliness to the full, and then there's no problem. Well, I think it is the most dangerous thing in the Western Balkans is still nationalism. And in all these objections and criticism of the neighbors from both sides, there is too much of anachronistic nationalism. And once we really have also in Europe to say a word about it. Because it is becoming rather dangerous and boring. It is boring now for several years already. Now we have again an unacceptable discourse between Serbia and Croatia. I don't want to raise the issue of Greeks, and I think also in Bulgaria should be calm in this debate. There is too much of the pressure towards Macedonia. I must tell, I'm not very happy sometimes when the Bulgarian members of the parliament raise the historic issues. Historic issues should be dealt with on the level of the academics and the historians, not on the level of the current hardcore politics. I'm very glad that Bulgaria has supported Macedonia, recognized under the historic name, etc. Should proceed with it. I don't think that it is a good to side the Greece in exerting pressure on Macedonia. I know that you will not like it, but no. Those are individual voices. Yeah. That's not the position of Bulgaria as the state. Mr. Necho, for conclusion. For conclusion, I think that once you provide a framework of negotiation with tangible incentives, rewards for overcoming such an issue, you will create a political will and pressure by the EU to resolve these issues. Look at the example with Macedonia and the border issues. Now we have demarcated all the border lines with all the neighbors. Why? Because it was one of the criteria for the visa liberalization process. So it's always about the framework, and it's always about the incentives given. If there is a right incentive, then any bilateral question can be resolved. Yeah. Look at the behavior of Vučić. Vučić is not supporting Dodik in this moment. Why? Because he is in the negotiation framework. He cannot do that, at least publicly. He cannot do that, at least publicly. It's time for close-up. So we'll see what the incentives will be. Thank you all for being our guests today. Ladies and gentlemen, you've been watching another Balkans in Europe program. Thanks for being with us. Thank you.